На собирот на градскиот плоштад во Кавадарци синоќа кандидатот за градоначалник на општина Кавадарци и председателот на СДСМ и премиер Зоран Заев одржаа митинг на кој им ветија на граѓаните нов затворен пазар во центарот, нова градинка, враќање на реномето на манифестацијата Тиквишки гроздобер, реконструкција на централното подрачје, ќе се реши паркирањето во центарот на градот, а ќе се реконструираат и сите сообраќајни артерии. Поранешна Ла Луна ќе се претвори во младински културен центар. Учениците и студентите ќе добиваат стипендии, ќе оживее спортот во градот, ќе се направи целосна реконструкција на спортско-рекреативниот центар Јасмин, а ќе се изгради велосипедска патека од Ваташа до Мокриште. Бетијане Китев вети дека во мандатот од 4 години ќе биде постојано достапен за сите граѓани. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиер Зоран Заев нагласи дека анкетите покажувале водство 7%, им вети на граѓаните силна поддршка од владата и реализација на сите капитални проекти. Победата не е лесна, но ќе биде сладка и величествена. Иако велеа дека Заев ќе укинувал субвенции, тоа не е така. Лозарите добија 2 денари дополнителни субвенции поради лошата година. Тоа ќе биде секогаш така кога има проблеми во земјоделието. Добро ја знам маката на земјоделците, јас сум единствениот премиер што работел земјоделие и има фатена мотика. Советот веќе го добивме и Бетијане наш ќе стане градоначалник, рече Заев синоќа на собирот во Кавадарци. Во Кавадарци на 29 октомври ќе победи животот, ќе победи поривот и желбата на илјадници слободни граѓани кои сакаат промени и подобар живот во нашата општина. Кавадарци со кое што ќе биде горд секој кавадарчанец. Вечерва тука, на градскиот плоштад, со мене заедно се моите родители, моите роднини, моите пријатели, моите другари. Вечерва тука се моите учители и наставници, моите сопартици. Вечерва овде на овој плоштад се и вистинските ВМРО-вци, сите оние кои изминатиот период беа манипулирани, лажени, заплашувани од долгата рака на Груевски и неговите локални олигарси. Токму затоа на 29 октомври завршува теророт и почнува животот за сите. Почтувани мои кавадарчани, помина првиот круг од изборите. Граѓаните го кажаа своето. Граѓаните на Република Македонија одбраа живот, одбраа просперитет во нивните средини. Тука во Кавадарци се уште имаме незавршена работа, но нашиот успех во недела е неизбежен. Никој не може да ги сопре промените кои што тргнаа во Македонија, кои што победнички ќе ги завршиме и тука во Кавадарци. Работата е веќе јасна. Сум поминал многу изборни кампањи, но ваков ентузијазам и ваква победничка атмосфера и енергија не сум почувствувал. Дури и на мојот против кандидат веќе му е јасно. Кој му е крив што прифати да биде кандидат на политичка партија која затвараше телевизии и апсеше новинари, тепаше студенти, местеше избори и делеше тендери и на крајот организира насилно влегување на толпа во собранието за насилно да ја задржат власта на 27 април. Таквата политика одлучно, храбро и единствено заедно мора да ја поразиме на 29-ти. Затоа вечерва тука, од срцето на Македонија, на локалните шерифи на Никола, ќе им пратиме порака, која што ќе ја запечатиме во недела. Ќе им кажеме дека со пари и со ароганција не се купува поддршка од народот, се купува со честно, домачинско и искрено работење. Во недела завршува дивењето во овој град. Во недела завршува времето на локалната олигархија. Ќе дојде време на соживот, време во кое што нема да има поделби од типот кој е патриот, а кој е предавник. Ќе заврши времето кога градоначалникот ќе бега и ќе се крие од собствените сограѓани. Ќе заврши времето во кое што на граѓаните им треба неколку врати да поминат за да стигнат до првиот човек на општината. Јас како градоначалник давам збор и се обврзувам пред вас дека ќе бидам во текот на 4 години достапен за сите вас. И тоа нема да се промени во ниту еден ден од мојот мандат. Апсолутно, јас сум убеден дека овој наш работлив народ, кој што блиска
и буквално е пример за работливост за цела Македонија. Овој наш паметен народ знае дека нема право да го закочи развојот на Кавадарци. Оти Кавадарци заслужуваат било кој друг да ита напред кон убава перспектива и иднина за сите своји граѓани. ВМРО ДПМН имаше шанс. Долги години има и локална и централна власт. Ја пропуштија шансата. Ја прокоцка. Им беа важни нивните суети и фрустрации, паричките за собствените джебови, заборавија на интересите на граѓаните. Не може да плаќат 5 пати поскапо метар квадратен асфалт. Не може само низ призмата на профитот и провизијата да гледат функцијата која што граѓаните им ја дават. Граѓаните дават чест и одговорност и има да се работи честно и одговорно за својот народ. Таа работа ВМРО ДПМН ја пропушти. Дали се викал Александар или Митко, завршено е нивното. Тоа го кажа цела Македонија, на 29-ти ќе го каже и прекрасното, перспективно, убаво наше Кавадарци. Почитувани граѓани, имаме сериозни и локални програми и владини програми. Во владината програма нашиот став е до крајот на 2020 година општините да добијат повеќе од 95 милиони евра за рамномерен регионален развој. Тоа се пари за капитални инвестиции согласно законите кои што постојат во Македонија. Централната власт има намера да се развластува, да ги пренесува надлежностите колку што е можно поблиску до граѓаните. Ке ги вратиме местните и урбаните заедници. Тие ќе бидат повторно правни субјекти со печати и право на одлучување. На собери на граѓани ќе ги носиме одлуките. Внимателно ќе слушаме, граѓаните ќе ги дадат приоритетите и она што е најважно за нив, советниците и градоначалникот ќе го преточуваат тоа во годишен буџет и под ноти ќе работат она што граѓаните го укажуваат. Ќе бидат сервис на граѓаните, ќе бидат слуга на граѓаните. Ако им е тешко на политичарите, може да си дадат оставка кога сакат и како што вика Цацко, дај ново дете. Друго дете. Нема повеќе изговори. Политичарите, од нив зависи во каков правец ќе се движат и општините и државата. Заврши времето на нечестни политичари и политики. Ве уверувам, не ни чини државата од политичарите. Имаме работлив народ, кој што не се штеди, барем тиквешијата наша ни е пример за ова работа. Само барат некој вредно да ја управува државата, вредно да ја управува општината. Луѓето наши се скромни, сакат достоинствено да заработат, честно, ама да имат и достоинствен и честен живот. Видов и од аспект на премиер, има пари Македонија. 45 милиони евра ги заштедивме за 4,5 месеци. Само со честно работење. Ако и општините честно се постават и државата, која што уште новата влада нема повеќе од 60-65% преземено контрола врз власта. Еве огромни заштеди. Ве уверувам, со честна политика ќе биде минато зборувањето за калливи улици, за места без здрава вода за пиење, за села без канализација. Ова време завршува и Македонија дочека да го направи големиот исчекор. Ајде Кавадарци, придружете се на цела Македонија. Сега вечер вас стојам пред вас по втор пат од овде на митинг во Кавадарци. Уште еднаш ви испраќам порака. Радувајте се, охрабрете се. Доаѓа убава иднина за вашето Кавадарци, за нашата Република Македонија. Вредно е за тоа да се бориме и вредно е заради тоа што знам дека ќе се избориме и на 29 октомври ќе прославиме на овој плоштад голема победа за добра иднина на Кавадарци и на Република Македонија.